Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве не денеска повторно понеделник 22 мај. 142 ден во годината, може да кажеме дека утро во сонцето во Кавадар се изгреа во 5 часот и 7 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 50 минути. Утрово во Кавадарци 8 на чист воздух, релативно е сончево, топло е, некаде плюс 15 степени. Верувам дека и кај вас, така бидејќи денеска прогнозата оди во позитива, така да според прогнозата ќе имаме предпладне умерено облачно време, од попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со услови за изолирана појава на град. Во Скопје умерено облачно, попладне нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Не знам дали приметувате, почнувате гледачи, звукови, иако тие не се звуци од нашето студио. Овде во непосредна близина на нашата зграда, кај што е нашето студио, се вршат градежни работи, активности, така да еве машините работат и можеби ќе слушнете повремено понекогаш такви звуци. Како и да е, ние продолжуваме со нашата денешна програма. Како што рековме, денеска имаме релативно високи температури, иако попладне, најавата е дека ќе имаме и врнежи и грмежи. Температурите ќе се движат од 6 до 15 во крајно западните делови, во Скопскиот регион од 12 до 24, во Куманово од 10 до 20, во Беровскиот регион ќе биде од 7 до 19, во Гевгелискиот од 14 до 25, рековме Теквишијата од 15 до 24, Пелагонија, Битола, Прилепскиот регион од 10 до 19 и Охрид од 10 до 19 степени. Иако повремено врни дожд, но сепак времето е пријатно, топло е, така ќе биде и во утрешниот ден. Прогнозата дека имаме за степен 2 потопло утре, така приготвите се за дневните повисоки температури. Ќе има и попладни изолирани грмежи и појава на дожд и засилен ветер. Мај навистина некако ни дојдова година како променлив месец, често ни врне дожд или засилен ветер, како и да е, температурите се, почитувани гледачи, еве повисоки. Така ќе биде и во наредните 3 дена, каде што дневната температура ќе се искачи до плюс 28 степени. Што се однесува до состојбата на државните патишта, сообраќајот се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини нема подолги задржувања од македонска страна. А пред малку ги погледав граничните премини преку камерите кои се инсталирани. Овде ми покажува дека има гужва на граничниот премин кон соседна Грција, значи во Гевгелија, таму има долга колона на автомобили, односно на камиони кои чекаат излез од нашата земја. Еве, имаме повторно врска, значи овде имаме само колона на камиони за излез, додека за автомобили нема. Тоа е, значи, Богородица граничниот премин. На граничниот премин Деве Бајр кон соседна Бугарија, таму воопшто нема гужва.
da vidimo kako su stojbata na Tabanovce i tamo nema nito za vlez, nito za izlez od našata zemlja. Grešni odpremin Blace, kon sosedno Kosovo, ima nekoliko automobili koji čekat vlez vo našata zemlja, a na Midžitlija, tamo, odnosno Kjafasan, kon sosedna Albanija, ima automobili koji čekat vlez i izlez od našata zemlja. Kako ide? Ako planirate da je napušite našta zemlja, znači granični premjeni se otvoreni i nema nikakvi zabrani. Što se odnesova do rubrikata na denešen den, rekovme, deneska je 22. maj, da vidimo što se slučilo vo minatoto. Na denešen den, znači 22. maj, 337. godina počinal rimski car Konstantin I Veliki, prvi od rimski car koji dozvolil slobodno ispovedanje na hristijanstvo to. Ponatom odime vo 1819. godina parniot brod Savana izgraden vo Đorđija kako paren brod pristignal vo Liverpool, vo Velika Britanija. To je bil prvi od parabrod koji za samo 25 denovi go preplovil Atlantikot. Vo 1885. godina na denešen den vo Paris umrel Victor Hugo, francuski pisatelj, osnovač na francuski romantizam vo 19. vek. Dodika bevme mali, v osnovno čitavme lektiri tokmu od ovaj pisatelj Victor Hugo. Vo 1903. godina vo seloto Mogila Bitolsko vo borba protiv turskata vojska i policije zaginal Andrija Petrov Blaževski Rasolkovski, poznat kako Dedo Andrija, makedonski revolucioner i vojvoda. Dobro, odeme ponatamu. Vo 1915. godine vo negolemata železnička nesreća vo britanskata istorija vo sudir na dva voza vo Škotska zaginale 227 patnici. Navistina golema tragedija vo toa vreme, znači vo 1915. godina. Vo 1939. godina dvajcata diktatori, vodačot na germanskite nacisti Adolf Hitler i vodačot na italijanskite fašisti Benito Mussolini go potpiša 10-godišnji čeličen pakt za politički i vojni sojuz. Znači, dvajca diktatori Adolf Hitler i Benito Mussolini. Vo 1972. godina denešen den predsedatelot na sad Richard Nixon dopatoval vo Moskva kako prv šef na Sjedinjetite amerikanske državi koji go posjetil togašnji Sovjetski sojuz. Vo 1979. godina oficijalno bilo verifikovano osnovanje to na Bitolski univerzitet. Vo 1992. godina Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile primjeni vo Objedinjetite naciji. I evo još jedna informacija od poranešne Jugoslavija. Glumec po ime Vladimir Bata Živojinović počinal na denešen den vo 2016. godina. Jugoslovenski, srpski, televizijski i filmski akter koji na filmsko to platno debitiral vo 1955. godina. Povozrastite go pametat po mnogo partizanski filmovi i ostavi dlabok trag vo istorijata na poranešne Jugoslavija, vo tije filmovi, znači na denešen den vo 2016. godina počinal glumec od Velimir Bata Živojinović. Evo, počitovani gledači, to obja početniti informaciji i servis informaciji. Сега odeme so jedna pesna da ve pozdravime sita vas koji se vključivte v živo da je sledite našata utrинска programa. Odime сега so pesna. Plaši se ti od nevolji, Bog misli na tebe. Pod krilata sina ljubovka, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni. Bliži za tebe, Bog
spasi v opasnosti, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo svekoj čas i svekoj mиг. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Bilo što da se slučuva, Bog misli na tebe. Na nego što se ma potri se, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj mиг. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Капки на мудроста и читање на делови од Библијата, односно од псалмите Давидови. Еве неколку капки на мудроста што верувам ќе бидат интересни за сите нас. Не боли паѓањето, боли тоа што те туркат луѓето кои мислиш дека те држат кога паѓаш. Немој да обвинуваш никого во својот живот. Добрите луѓе ти носат среќа, лошите искуство, најлошите лекција, а најдобрите спомени. Малку се оние кои гледаат со своите очи и чувствуваат со нивните срца. Не се врзуве премногу за луѓето, еден ден ќе си заминат без да ти кажат зошто. Секоја песна има свој крај. Никогаш не го искористувај оној што те сака. Животот се дели на 4 дела: сакање, страдање, борба и победа. Тој што сака, страда. Тој што страда, се бори, а тој што се бори, победува. Ако некој ти не достига, тоа е само доказ дека го сакаш. Не можеш да го смениш минатото, нито да ја контролираш иднината, но денес можеш да го смениш расположението, допирајќи нечие срце со твојата насмевка. Еве нека ова последната капка на мудроста биде водилка и во денешниот ден. Значи, не може да го смениме минатото, да го контролираме. Тоа е веќе позади нас. Тоа не се враќа. Како водата која поминува, таа повеќе не се враќа. Не можеме да контролираме ниту иднината, како овде што пишува, но можеме денеска да го смениме нашето расположение. Има проблеми, има пречки, има секакви моменти во животот, но ајде денеска секој од нас да допре некое човечко срце со насмевка, да му покажеме насмевка, расположение. Може би некого ќе го вратиме од тие лоши мисли, може би некој помислува, има луѓе кои сакат и си ги прекратуваат своите животи, но ајде да спасиме нечие срце и да го насочиме кон Бога. Кај Бога е радоста. Бог има решение за секој наш проблем, за секој наш предизвик во нашиот живот. Одеме сега, почитувани гледачи, да го прочитаме 50, односно 67-иот псалом. Во некои преводи на Библијата тоа е 66-иот псалом. Повик до народите да го слават Бога. Нека ни се смилува Бог и нека не благослови. Неговото лице нека не осветли, за да стане познат на земјата твојот пат и спасението твое кое кај секој народ. Нека те слават народите Боже, сите народи нека те слават Тебе. Нека се веселат народите и од радост нека пеат, зашто Ти ги управуваш луѓето по правдата и ги водиш народите на земјата. Нека те слават народите Боже, сите народи нека те слават Тебе.
toga zemjata ke gi dade svojite plodovi i Bog naš od Boke ne blagoslovi. Boke ne blagoslovi i ke go počituvat site narodi. Evo ovaj 67. psalom, kratok, samo 7 tekstovi, no sepak David ovdje gi povikova site, pa i nas daneska. Povik do narodite da go slavat Gospoda. Neka sveko od nas na poseben način go proslavi Gospoda. Kako može da go proslavime Gospoda? Pa možemo preko pesna, preko čitanja na Biblijata, vo razgovor su nekoj prijatelj, spodeluvanje nekoj biblijski tekst na Facebook ili na nekoj druga socijalna mreža, ohrabruvanje na nekogo, znači molitva, misla dobra, pozitivna, na svi ti načini možemo da go proslavime Gospoda i vo ovoj den koji Gospod ni go podarova, rekov me deneska, 22. maj, ponedeljnik, den koji nema da se vrati nikoš poveke vo našoj život, zato danes da go živeme onaka kako što Bog saka. Daneska može da kažem deka, evo, бидејќи на почетокот тоа го изоставив, во Кавадрици 8 на чист воздух, значи воздухот е чист, верувам и кај вас, се уште нема загаденост, бидејќи зимата веќе позади нас, луѓето повеќе не ложат и затоа можете да излезете и да уживате на пролетното сонце и да дишете чист мајски воздух. Одеме сега, почитувани гледачи, повторно со песна. Slušam ljude, mnogi mi se hvale, da imaju blaga i previše, samo da na kraju ne zažale. Jer na kraju život račun piše, kao rijeka život nam prolazi, zato uvijek Bogu vjeran budi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi. Kao rijeka život nam prolazi, zato uvijek Bogu vjeran budi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi. Život uskoro će proći, da li si blago stekao za nebo, jer uskoro onaj dan će doći, kad ćeš reći to sam više trebao. Kao rijeka život nam prolazi, zato uvijek Bogu vjeran budi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi. Kao rijeka život nam prolazi, zato uvijek Bogu vjeran budi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi. Po dobrome nek te pamte ljudi. Evo ne повторно uživo, početno gledači, a produžujeme našата programa so Vestite od Svetот. Imam interesni vesti koji i danas ni doaѓаат od Indonezije. Truena od majka Vendi. Така е насловот на денешното искуство, на денешните вести. Верувам ке
бидат интересни за вас, затоа ви повикувам внимателно да го проследиме читањето, односно вестите од Индонезија. 18-годишната Деси Наталија Анго била восхитена кога со својата пријателка била избрана да помине една година како студент мисионер во Лимбонг на југот од островот Сулавеси во Индонезија. Деси сметала дека е добро да се биде во голем град. Значи, имала мерак, имала желба да биде во тој голем град. Но кога со својата пријателка дошла во канцеларијата на локалната црковна област, со кола биле однесени на потрошен пат, а потоа префрлени со мотори и поминале 5-часовно возење по планината. Патот бил лизгав и Деси неколку пати паднала од моторот. На крајот од патот, овие млади мисионери дознале дека им престои уште 8 часа патување. Но најпрво морале да извадат одобрение од страна на локалните власти за да може да се качуваат по планината. Навистина, таа то не го очекувала, мислела дека ќе биде во град, но стигнала во тој град потоа 5 часови со мотор, а сега уште неколку 8 часови патување во планина или по планина, но пред тоа требале да добијат одобрение од локалните власти. Неколку луѓе од Лимбонг биле во канцеларијата и со одушевување ги дочекале Деси низината колешка, водејќи го кон селото, ги воделе значи кон селото и најавувајќи им ја извонредната вест. Кога младите мисионерки конечно стигнале, селаните ги дочекале со церемонијално добре дојде. Пиле со црни пердови, било испечено и понудено на посетителите. Локалните мештани јаделе месо од пилиња. Така бил локалниот обичај, ево чест на овие две мисионерки, еве им било приредено добре дојде. Ние не забораваме на нашиот дијалект. Ние не зборуваме на нивниот дијалект и не разбираме ништо што ни кажуваат. Не знаевме што да правиме. Што е најважно, мисионерските немале никаква идеја како да им сведочат на мештаните за Христовата љубов. Одлучиле да се молат и да постат во наредните 2 дена. Во текот на првиот ден една жена од селото побарала помош од мисионерките и ги однела кај својата мајка Индореко, која лежала болна во креветот. Старата жена страдала од течење крв, веројатно слично на онаа жена која Исус ја исцелил, а за тоа читаме во Евангелието според Марко 5 глава од 25 до 34 стих. Мисионерките немале никакво медицинско искуство и не знаеле што да прават, меѓутоа имале малку јаглен кој го помешале со вода, а притоа замолиле за дозвола да се молат на Бога за исцелување. Се молиле вака: Боже, веруваме дека ти можеш да исцелиш ова жена со овој раствор. Размислувал што уште би можеле да направат. Значи, овие две девојки размислувале што уште можеле да направат. Одлучиле да го повикат кампот на организацијата 1000 мисионери кои ги упатила во ова село. За да имаат сигнал на мобилниот телефон, морале да се искачат на блискиот планински врв. По 1 час качување дошле до врвот, се јавиле во кампот и стапиле во контакт со медицинската сестра која ги советувала да згмечат една папаја со цело семе и банана и со тоа да ја нахранат Индо. Кога се вратиле назад во куќата на Индо, Деси и се обратила на болната жена со зборовите: Ние сме христијанки и веруваме дека Исус ќе ти помогне. Ако го јадеш ова, ќе ти биде подобро. Мисионерките ја хранеле Индо со ова мешавина на папаја и банани во наредните 30 дена. Исто така ја советувале да не јаде месо од нечисти животни. По 1 месец крварењето престанало и Индо можела да се врати на својот вообичаен живот. Останатите мештани биле восхитени и побарале од мисионерките да ги лечаат и нивните најблиски. Предупредување за труење.
Мештаните биле благодарни на помошта, укажувајќи им на девојките да избегнуваат одредена куќа во селото. Немојте да одите таму, ќе бидете отруени. Мисионерките не ги прифатиле предупредувањата, верувајќи дека Господ ги испратил да го посетат секој семејство во ова село. Кога тропнале на вратата на таа куќа, жена на возраст од 30 години радосно им ја отворила вратата и веднаш им понудила храна и пиелок. Деси забележила брашно од касава и виолетова пченка. Вратејќи се кон својата пријателка, мисионерка рекла: "Повели, земи ти прва." Низината пријателка одбила со зборовите: "Не, повели, земи ти прва." Деси потоа ја пронашла жената во селото позната како мама Венди, дали може да се помолат пред да јадат. "Ние сме христијанки, се молиме за се што правиме," рекла Деси. По молитвата младите девојки ја изеле храната и не им се случило ништо лошо. Мама Венди ги повикала мисионерките и наредните денови и повторно им понудила јадење. Повторно се молеле и ништо лошо не се случило. Ова постапка се повторувала секојдневно наредните 2 седмици. Конечно, мама Венди им рекла на останатите мештани: "Овие мисионерки не се обични девојки. Им давав отровна храна во изминатите 2 седмици, а ним ништо не им се случи." Приказните за овој настан брзо се прошириле низ селото, дека мисионерките се имуни на отров. Многу мештани тогаш одлучиле да одат кај нив и да ја дознаат вистината за нивниот Бог. Деси денес има 21 години, ја следи последната година од студиите по англиски јазик на Универзитетот Клабат, адвентистичка образовна установа на север на островот Сулавеси. Таа се надева дека повторно ќе одиде во планинското село кога ќе дипломира и дека таму ќе отвори основно училиште. Во текот една година мисионерска работа таа во неколку наврати го посетувала селото. Таа е воодушевена од фактот дека мама Венди сега ќе ја проучува Библијата. Библискиот стих кој навистина ни даде сила во оваа година е: "Знам дека ти се можеш и дека намерата твоја не може да биде неизвршена." Јов 42 глава, 2 стих. Ви благодариме за мисионерските дарувања кои ги подржуваат ширењето на Евангелието и на евангелското дело и работата на мисионерите на секаде во светот. Еве навистина интересно искуство. Овде имам и сликата на ова млада девојка, една од тие, значи Деса Наталија Анго, која доживеала навистина прекрасно искуство во тоа домородно село, кај што ова жена која се занимавала со магии, им ставала отров во јадењето со намера да ги отруи, меѓутоа ете Бог направил чудо. Имаме такви искуства и во Библијата, каде што имало отров во манџата, во јадењето, но пророкот се помолил или ставил некој миродија внатре, отровот исчезнал. Како е да е, Бог е семоќен, почитувани гледачи, Бог и денеска истиот живиот Бог кој прави чудо. Може би ви имате некој ваше искуство, напишете го, испратете го на нашата адреса, а ние ќе го објавиме до сите гледачи широм светот да се охрабрат, да го слушнат тоа ваше искуство, како што во секоја емисија ве читаме и пренесуваме разни искуства од целиот свет. Одеме сега повторно со песна. Site,
Whilst the Celtic Church was maintaining the pure apostolic faith in the British Isles and evangelizing there as well, the Waldensians were doing the same here in northern Italy. The word Waldensian means people of the valleys. Originally though, in Italian, it was Valenses with a V. It was translated into the French as Vaudois. But in the 12th century, the V changed to a W and one of the L's became a D, from where we get the name Waldensian today. The Waldensians did not see themselves as reformers. They did not see themselves as needing to separate from Rome, for they said, we have never belonged to it. They said they are part of the apostolic faith and could trace their origins all the way back to the early centuries. In fact, when we look at the history of the Waldensians over several hundred years, if not millennia, we can see that they were around in the very early centuries, in the 4th century with Vigilantes. We can see them in the 7th, the 8th, the 9th century. Some people say that the first Waldensian was Peter Waldo in the 12th century, but this is not really accurate. Whilst it is true that Peter Waldo was a merchantman from Lyon, he did sell all of his goods and commit his life to the preaching of the gospel. He was not the first Waldensian, and their roots trace back much before him. In fact, one of the early names for the Waldensians was actually the word Insabati, showing clearly that the Waldensians were Sabbath keepers, as they were named after the very day upon which they worshipped. As the Waldensians were coming up in the early centuries, and the Roman Catholic Church was forming as well, both of them saw the heathens around them as a mission field. But whilst the Roman Catholic Church used the power of the law and the sword and political alliances to win people over, the Waldensians put their faith in the strength of God's word. When you gaze on the magnificent mountains that surround us, you cannot but admit that God provided a safe retreat for his people. To the Waldensians was given the task of passing the light on to the Protestants of modern time and penetrating the darkness with true Bible doctrine. Indeed, they maintained longer than any group in the struggle to preserve the Bible and primitive Christianity. In upcoming episodes, we're going to see the caves in which they hid and where they met for worship. We're going to see the places where they trained their young people in how to study the Bible and in how to be missionaries. We're also going to climb mountains and see the cliffs over which the Waldensians were hurled to their death in times of persecution. Truly, the Waldensians stand to us today as a group of people who believed in the Bible, as a group of people who believed in mission service. They are a key part of our spiritual lineage today. Gospodar mora I planina, Gospodar sveta I celog svemira, Gospodar sila I ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva I tronova, Gospodar neba I svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od
početka samo ti si Bog. Razapet na krstu radi nas, usamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Iz mamata na grevot postignala vrv. Bile staveni во движење сите орудија за изопачување на човечките души. Наблюдувајќи го светот, Божиот син ги гледал страдањата и бедата. Со тага, тој видел како луѓето станале жртви на свирепоста на сатаната. Со сочувство ги наблюдувал оние што биле изопачени, уништени и загубени. Тие го избрале владетелот кој како робови ги оковал во вериги за својата кола. Збунети и измамени се движеле во мрачна поворка кон вечна пропаст, кон смрт во која нема надеж во живот, кон ноќ по која нема утро. Орудијата на сатаната се здружиле со луѓето. Телата на човечките суштества, создадени да бидат живеалишта на Бога, станале стан на демоните. Со сетилата
нервите, нагоните и органите на луѓето управувале над природни сили за да ги поттикнат кон прифаќање на најниски страсти. На лицето на луѓето бил втиснат демонски печат, печат на сатанските легиони со кои луѓето биле обседнати. Таква била сцената што ја наблюдувал откупителот на светот. Каква сцена за безмерната чистота. Гревот станал наука, а порокот посветен дел на религијата. Бунтот пуштил корење длабоко во срцето и непријателството на човекот најсвирепо бил вперено против небото. Пред целата вселена се покажало дека без Бога паднатото човештво не може да се подигне. Оној што го создал светот мора да подари нов елемент на живот и сила. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, ја продолжуваме нашата емисија со размислување за смислот на животот. Веќе неколку емисии наназад зборувавме за оваа тема и еве и денеска ќе продолжиме. Одговаравме на прашањето од каде доаѓаме, каде заминуваме, какво значење има мојот живот меѓу безброј милиарди луѓе кои живееле или се уште живеат на оваа земја. Може ли после смртта да престане се? Имавме слични такви размислувања, но еви денеска ќе споделам едно живо искуство на еден млад човек кој токму размислува во тој правец за смислата на животот и го раскажува искуството на својот роден татко. Еве помеѓу другото што тој вели. Имав татко кој многу го сакав. Беше офицер и се наоѓаше под влијање на идеологијата што се пропагираше во негово време. Меѓутоа, кога Бог го привлече кон себе со својата љубов и со искуствата што ги доживеа со него, тој го отвори својот дотогашен начин на размислување и стана искрен верник. Беше човек со добро и жалостливо срце, дури сакаше да се дружи и шегува со децата. Неговата весела и доброкјутна природа го направи човек кој беше омилен во друштвото во кое се движеше. Додека бев малечок, ми посветуваше многу време и би можело да се каже дека јас израснав на неговите колена. Често одевме заедно на прошетка, си прикажувавме, му бев најважно суштество на светот. Па и кога пораснав, нашата меѓусебна љубов и понатаму беше грижливо негувана. Сепак, животните околности не разделија, зашто јас заминав да живеам во еден подалечен град. Помина доста време, а јас не го видов татко ми. Си пишувавме еден на друг, разговаравме преку телефон, но мене сепак ми не достигаше неговата топла насмевка и неговата срдечна прегратка. А потоа еден ден, кој секогаш ќе го паметам, по тоа дознав дека татко ми без ниту еден ден боледување во својата 74 година умре со ненадејна смрт. Таа болка не можев да ја сватам како го изгубив својот роден татко. Особено тешко ми падна што долго пред тоа не го видов и што не бев близо до него да го испратам пред крајот кој со ништо не беше најавен. Во сите наредни години од мојот живот на оваа земја трагично е што никогаш веќе не ќе го видам тоа драго лице, ниту ќе го слушнам гласот што ме воведе во многу посериозни сознанија, кој ме храбреше, ме веселеше, ме тешеше, што никогаш нема да ја помилувам неговата коса, ниту па ќе ги видам повторно неговите очи, што не ќе можем да го прегрнам човекот за кого бев сигурен дека искрено ме сака. Зар мојот татко да се претвори во прав, никогаш повеќе да не слушне црцорење на птиците, да не ја види убавината на цвеќето, живописниот излез и залез на сонцето, на морето и она најважното нас кој го сакавме.
no ne, jaz znajem дека не е така, односно дека тоа е така, но само привремено. Ја отворив мојата Библија и читав за Лазара, кого Исус го воскресна од мртвите. Во таа пригода Исус Христос еве што кажал: Јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Тоа го запишал евангелистот Јован во 11 глава од 25 до 26 стих. Овие зборови ме охрабрија затоа што се божествено вистинити, а не продукт на илузии настанати со желбата да се намали стравот од смртта. Ниту еден човек уште не успеал да го реши овој најголем проблем на човечкиот род. Постои само еден во историјата на човештвото кој изјавил дека има власт над смртта. Тој на тоа има право затоа што со своето воскресение ја победил смртта. Сите други кои граделе лични ставови за животот и смртта, се уште се во своите гробови и така ја докажуваат сета празнина на своите сваќања. Исус не зборува само за животот, тој е живот. Јас сум пат, вистина и живот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Јован 14 глава 6 стих. Тоа е единствената светлина што ја осветлува темнината на гробот. И затоа еве уште еден текст. Не чудете се на тоа зашто доаѓа часот во кој сите што се во гробовите ќе го чујат неговиот глас и ќе излезат од нив. Оние што правеле добро ќе воскреснат за живот, а оние што правеле зло ќе воскреснат за осудување. Јован 5 глава 28 и 29 стих. Наистина, ако човекот умира и гробот е последната станица во неговиот живот, тогаш зошто се живее, зошто сме се родели? Библијата зборува и ни дава надеж, драги гледачи, дека и после гробот ќе има живот. Секако кога Исус ќе дојде и ќе ги воскресне сите упокоени кои заспале со вера во Господа, но дотогаш да му веруваме на Бога, да го следиме. Тоа е вистинскиот смисол на животот. Не е смисолот на животот се раѓаш, се мачиш, работиш толку и толку години, на крајот умираш и одиш во заборав. Не. Смртта е привремено место, гробот е привремено место каде што покојниот почива. Ќе дојде ден на воскресение. Библијата е полна со такви текстови, па и самиот Исус тоа го посведочил. Имаме и примери во Библијата на луѓе кои воскреснале како доказ дека она што Исус го кажува ќе биде остварено во скорешна иднина. Еве тука ќе застанеме со ова кратко размислување, ќе продолжиме и ќе го заокружиме ова размислување за смислата на животот и во наредната емисија. Одеме сега со джингл. Podigni glavu, oči otvori, u tebi, sine, duh moj gori. Na dlanu je mome, duša tvoja, lijek zaboli, krv je moja. Ja sam tu, čekam te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Reci, sine, nemam, ne mogu, sve što trebaš imaš u Bogu. U kruhu i vinu Bog ti se nudi, strpljiv, sine, i zahvalan budi.
Ja sam tu, nudim se. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Živi, samo mu malo srce oškrini. U srcu tvoga maloga srca pusti da Bog tvoj od sada kuca. Ja sam tu, čekam te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, nudim se. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Би сакал да ги повикам сите гледачи кои се наоѓаат од Битола, дека во тек се библиски предавања токму во градот на конзулите во Битола, семинар за библиски пророштва од 12 мај, па еве почнува и втората седмица до сабота 27. Имате прилика да ги посетите овие интересни бесплатни предавања под наслов Што значи се во ова. Предавањата се одржуваат во киносалата на Манаки, значи во Битола на широк сокак, лесно се наоѓа таа сала, Карши Стопанска банка. Вие кои сте од Битола, верувам тоа добро го знаете и затоа искористите ова прилика да се стекнете со нови сознанија за Свето писмо, што значи се во ова. Значи, денеска па до сабота во 19 часот навечер, освен четврток, кога е слободен ден, во другите вечери се одржува ова серија, односно овој семинар за библиски пророштва. Да ја видиме сега и рекламата за овие предавања. Пандемии, војни, земјотреси, пожари, глобални немири. Луѓето ширум светот се прашуваат, што значи се во ова? Дали страдањата на светот некогаш ќе престанат? Постојат ли реални одговори за смртта, болестите и тешкотиите со кои се соочуваме? Сдруженијето Поглед кон вистината ве поканува на семинарот за библиски пророштва, на кој ве уверуваме ќе пронајдете надеж во ова време на несигурност. Ве очекуваме во киното Манаки во Битола од 12 до 27 мај во 19 часот. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, сакам да се подсетиме и да зборуваме за кајсиите. Пазарите полека почнуваат да бидат полни со кајси, иако можеби
v nekoj gradovi se ušte ne sepujuvat, no veke može da vidime i prvite zreli kajsi od ova godina. Zašto se kajsijete toliko zdravi i važni vo našata ishrana? Evo ki vi pročitam 14 zdravstveni pridobivki, ako nemate kajsi na vašte pazari, gima vo suva sostojba, znači gima vo prodavnici, i evi gi pridobivkite zašto da ja koristime kajsijata vo sveža sostojba, a možeme, ako nemame vo sveža, da koristime kajsije kako suv proizvod. Listata na zdravstveni pridobivki od suvi kajsi, odnosno listata na bolesti koji gi sprečuvat kajsijite ni pomagat, vonimita prevencija je dolga. Eve broj 1. Anemija. Tije se odličen izvor na železo i pomagač vo vrzovanje to na hemoglobinot, što posebno je značajno za ženite za vreme na menstrualni ciklus. Znači, pomaga vo podobruvanje na anemijata. Broj 2. Konstipacija. Suvite kajsi sadrža celuloza i pektin. Celulozata je značajna, se odnesova kako nerastvorljivi vlakna ima laksativno dejstvo, a pekatinote je važan za održuvanje na sodržinata na vodata vo crevata. Broj 3. Digestija. Go podobruvat i stimulirat varenjeto na hranata, osobeno ako se zema pred obrok. Broj 4. Treska. Može da se podgotvat kako kompot i koga na to ke se dodade med, dejstvo to je ušte pogolemo. Osim toga pomaga da se namali i žeta. Broj 5. Koža. Sprečuvat pojava na akni i očistat kožata od niv, a isto tako se koristat za eksfoliacija. Znači, pomaga vo podobruvanje na kožata. Broj 6. Go čistat digestivni sistem, deluvat kako nežen laksativ vo ostranuvanje na ostatocite od hrana od crevata. Broj 7. Ginekološko zdravje. Suvite kajsi se koristat kako rastitelen lek, posebno za vreme na bremenosta. Broj 8. Go regulirat očkovanje to na srce. To tije se odličen izvor na kalijum, koji je koristen mineral i elektrolit za pravilna razmjena natečnosti vo organizmu. Broj 9. Dobar je za vidot. Suvite kajsi sadrža visoka količina na vitamin A, koji je neophodan za dobar vid i je moken antioksidans. Broj 10. Olesnuvat astma. Pomaga vo lekuvanje i ulesnuvanje na simptomite pri tuberkuloza, astma i bronhitis. Broj 11. Sjajna kožata. Masloto od suvi kajsi je mnogo korisno za sjajna i mazna koža, a isto tako je dobar lek za bolki vo ušite. Broj 12. Visok krven pritisak. Bidejke sadržat kalijum i to pri 3 pati poveke od bananiti sadržat samo neznačitelna količina na sol vo tragovi. Suvite kajsi se mnogo korisni vo namaluvanje na krvni od pritisak. Broj 13. Izgradba na muskulite. Kalijumot vonimni od sostav je koristen i za podobar metabolizam na tkivata, organite i drugite kletki. Spored toga igra važnu uloga i vo izgradbata na muskulite, sintezata na proteini i rastot na telot. I broj 14. Zgručuvanje na krvta. Sadržat vitamin K, koji je neophodan za zgručuvanje na krvta vo slučaju na povredi i delova kako pomoć za sprečuvanje na preterani krvaranja. Ako se součuvate so neke od gore navedenite sostojbi, vopšto ne dvomete se i trgnete vo nabavka zdravstveni pridobivki, od suvi kajsi ima mnogo organizmot, ki vi bide blagodaren. Znači, ako nema na vašte zeleni pazi, se ošte sveži kajsi, a veke počnuvat da, znači, dlugi dogi berat, koji ima to nije ranki kajsi, iako ova godina ki ima na vistina pobaruvanja na kajsi, zašto mrazot vo april mnogo ovoški ošteti, no eve može si kupiti suvi kajsi i da gi koristite i da imate golemi pridobivki. Odime sega s jedan džingl, a potom se vrakjame poleka pri kraju nova naša emisija, da gi odjavime i poslednite sodržini.
Би сакал при крајот на ова емисија, почитно гледачи, да ви предложам една убава книга, приказни од Библијата за нашите деца. Доколку имате дечиња, слободно порачајте оваа книга, е само 100 денари, има интересни приказни, може да ја ви испратиме по пошта или нашите соработници да ви ја достават до вашата домашна адреса. Значи имаме некаде, ми се чини, 10 приказни кои се прераскажени од Библијата, од Светото писмо, поучливи се, не 10, туку 21 имаме. Значи 21 приказна, вметнати овде во оваа книга, интересна е, значи кога децата пред спиење, може да им ги читате овие приказни. Еве, например, првата приказна се вика Првото бебе, понатаму Двојна клетва, Целиот на татко му, Огнена бура, Бог дава ветување и последната е Кулата се руши. Значи 21 приказна може да имате, доколку порачате и ние ќе ве испратиме по пошта. А вие останатите кои сакате да изучувате Библијата, малку подлабоко, поопширно, на располагање ви стои дописната библиска школа онлайн, значи не мора да одите на пошта, не мора да лепите марки, не мора да пишувате писма, едноставно на вашиот компјутер напишете bibliјата.зборова.mk и ќе влезете во онлайн дописната библиска школа, каде што има 8 дописни школи. Интересни се од полето на здравјето, на религијата, на медицината и така натаму. Одеме сега да ја видиме и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме и до крајот на ова денешна понеделничка емисија, утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ви благодарам на вашето внимание, што и денеска се вклучивте да бидете со нас и посакувам убав ден, убава седмица, нека Бог сите вас ве благослови и закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме повторно во петок во исто време. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.